Господине Хоџик, дали сте запознаени со случајот на Теано Кардула која се пожали дека во Централниот регистар на население при Министерството за информатичко општество и администрација во графата за јазици наместо влашки пишуваше романски јазик? Кој е вашиот коментар? Успеав да се информирам за случајот од социјалните мрежи. Се надевам дека се работи за грешка, но и како грешка тоа е недопустливо однесување на дел од институциите на нашата држава. Не знам, не стигнав да го видам ставот на засегнатата институција по ова прашање, но она што сакам да кажам е дека е недопустливо да погрешно се именува јазик на припадници на било која етничка заедница. Нашите сограѓани од влашката заедница си има свој влашки јазик, кој дополнително државата треба да даде напори да се негува и нели да се потрудиме да што повеќе правилно се употребува во нашето општество како нели доказ на идентитет на нашите сограѓани од влашката заедница, но и богатство на нашето општество. Дали сте информирани за други случаи каде граѓани од помалите заедници во земјава се пожалиле на вакви или слични случаи? Јас сум лично припадник на бошњачката заедница и бошњачката заедница имаше сличен предизвик во изминатите години каде што беше погрешно именуван нивниот јазик како бошњачки јазик. Ние успеавме преку Агенцијата за остварување на права на заедниците со реакција во повеќе институции таму каде што го видовме тоа погрешно именување да го исправиме во босански јазик. Значи бошњачката заедница зборува босански јазик и го имавме тој сличен проблем, така да се надевам дека вакви случувања нема да има во иднина. Како делува Агенцијата за остварување на правата на заедниците по вакви прашања? По вакви прашања дозволете да искористам оваа прилика да ги повикам сите засегнати страни кои наидуваат на вакви проблеми да се обратат до Агенцијата за остварување на правата на помалу бројните заедници и заедно со критичкиот невладен сектор, но и ние како институција да реагираме до тие институции кои имаат вакви грешки.